Универзитетски професор, архитект, сликар, поранешен претседател на Асоциацијата на архитекти. Во ова издание на Тренинг Мишко Ралев. Добре дојдовте во емисијата. Добар ден и благодарам за поканата, се разбира. Професора Ралев, кога излегувате од својот стан на Партизанска, зелена, бучава, хаотична, динамична, дали и денес го делите истото мислење како пред 2 години кога велевте дека Скопје е хаотичен град во кој тешко се живее? Да, сигурно не би го сменил својот став од тогаш, затоа што она што е хаотично, точно. Хаотичен е сообраќајот, хаотични се достапноста до одредени услуги во градот. Тешко токму од тие причини, значи од хаосот предизвикува и тешко живење. Зашто? Затоа што вие не можете да предвидите, да речеме во транспорт, се движите од една точка до друга точка. Непредвидливо е гужвата, не знаете со што да појдете, дали да користите свое возило, дали да го користите јавниот превоз кој што е навистина нема ритам, нема квалитет. Така што сметам дека се уште е тешко, ама наше градот па си живееме. Бевте еден период и жалевте за Скопски саем. Денови можев да прочитам дека изразувате своевидно задоволство од Истгейт Мол. На што се должи вашата помалку контрадикторност во ставовите? Да, мислам дека не е контрадикторно, затоа што тоа се две различни одвоени прашања. Затоа што ако зборуваме зошто го нема саемот, тоа е една чисто политички акт да го снема саемот, затоа што тоа е изгласано на совет на општина. Сега, после таа одлука, вие немате никакви можности да се спротиставите на таа одлука. И саемот го нема. Го нема од различни причини. Го нема од стручни причини, затоа што саемот како објект, како конструкција, како архитектонски концепт, кој што во тоа време кога е создаден, кога е проектиран и кога е изграден, бил во духот на современата архитектура светска, европска, знаете. И тој можеше да биде читанка, можеше да биде учебник за нас и за помладите архитекти. Но со политички декрет го снема. Сега на негово место има еден сосема друг објект кој што ја го гледам сега јас сум архитекта, значи ја го гледам сега од некакви архитектонски квалитети затоа што вие не можете да го смените не можете да смените таа одлука. Во еден период скопјани го гушка ГТЦ, ја имаме антиквизацијата, ја имаме старата скопска чаршија. Како гледате вие на овој микс на измешани култури? Скопје е стар град. Значи Скопје, неговата историја се протегнува низ некои 2000 години. Така што Скопје е микс на своето минато и на своето современие. Можеме да се пофалиме дека оваа наша стара чаршија е една од поголемите и на овој дел, во овој регион и најголема. Но дали антиквизацијата е дел од современието? Антиквизацијата не можеме да кажеме ни дел од ништо. Тоа е една налудничава идеја за сега тој израз кај нас во архитектурата не постои. Антиквизација. Тоа е политички поим кој што предпоставува не знам што, ја и не го разбирам, односно може да го разберам како поим кој го ја означува таа налудничава идеја за големиот проект Скопје 2014 и антиквизација, знаете, ние не враќаме ништо. Значи, сите овие објекти што се правени, дури и реконструкцијата, односно рефасадирање на старите, не враќа ништо што постоело тука, за да биде некаква антиквизација, ајде. Мада, навистина, не го разбирам тој збор. Затоа што такви објекти не постоело во Скопје. Поготоа што се
нивната декорација е измислена. И мене во суштина повеќе ме боли урбанистичкиот акт во Скопје 2014 него декоративниот акт. Знаете, затоа што се измислени локации, кои што не се природни. Не можете, еден пример, да речеме, јавното обвинителство, кое што е ставено, или музеот, археолошкиот музеј, кој е толку приближен до реката, каде таков третман урбанистички не постои, не смее да има во близина на река. Па дури пасарелата, пешачката пасарела, затоа што нема доволно место, е изфрлена, конзулно изфрлена врз кеот. Правена интервенција на горната страна на кеот, за да има простор за движење на луѓе. И ако седнете и измерите која е дистанцата од оградата до објектот, нема повеќе од 3 метра. Нема ни 3 метра. Професор Ралев, како е возможно да никнат речиси 150 дивоградби во Чаир? Тоа е, според одредена проценка, над 60 милиони евра обрт и толку профит. Како да се запре овој градежен и урбанистички? Знаете, изгледа ние не сакаме да го запреме. Затоа што иако додека бев председател на асоциација на архитекти на Македонија, беше донесување на закон за продолжувањето на законот кој ги третираше објектите изградени до 2011 година. Тогаш ние излеговме со став дека дивоградбите сами по себе не може да се легализираат без обемна инженерска анализа. Што значи тоа? Значи, вие имате објект кој што не ги поминал процедурите како што секој проект ги поминува. Значи, имате проектирање, имате ревизија, па имате супер ревизија на Институтот за земјотресно инженерство, или сега има и други институти, значи супер ревизија на конструкцијата, затоа што Скопје е трусно подрачје, и потоа аплицирате во соодветната општина за одобрение за градба. Значи, и таму се проверуваат содржината на проектите, елаборатите кои што треба да ги има. Сето тоа е една проектантска процедура. Што значи дека за сите овие дивоградби некој свесно прогледувал низ прсти? Да. Секако, затоа што, знаете, ако одите по оваа законска процедура, вие имате временски термини, нели? Да се даде на ревизија, да се добие одговор од ревизија, да се даде на супер ревизија, да се добие одговор на ревизија и сето тоа ревидирано да го аплицирате во општина. Па таму да сочекате. И сето тоа, нели, има некој свој и финансиски ефект. Проектантите се плаќаат, не знам, плаќате комунали, плаќате ова, плаќате зашто? Затоа што вие тоа го работите законски затоа што сте дел од законот на детален урбанистички план. Деталниот урбанистички план ги носи капацитетите. Значи, водоснабдување, снабдување со енергија, просторно снабдување, зонско снабдување, значи, вие сте планирани да бидете таму, со својот капацитет. 5 ката, 6 ката, вакви станови, такви станови, густина на население. И, значи, плановите, урбанистичките планови, тоа го предвидуваат. И сега вие влегувате со дивоградба. Како? Значи, тоа е тотално едно лудило, затоа што вие морате законски да се приклучите на инфраструктурата на градот. Како може да ве приклучи ако сте дивоградба? Како тоа пред очите на политичарите минува глатко, без никаков проблем? И како вие го доживувате фактот што на крајот, речиси, од својот мандат, Арсовска се пробуди? Прво, не сум политичар, не знам како тоа им проаѓа. Сигурно дека тоа несвесно, но несвесно. Мислам, ова е благо, несвесно. Свесно е затоа што имате закони. Вие како политичари, како власт, како управа, дали е локална самоуправа, вие морате да ги спроведувате законите. И сега, се што е ван закон, вие морате да го казните. И ние се вадиме, сега немаме инспектори, инспекторите мора да дојдат по повик. Мислам, и тоа е, и
тие политичарите можда и си ги средуваат некако овие регулативи за да нема инспектори, за да инспектор не може сам да излезе и да се шета, да речеме, има задача да провери денеска, не знам, местна заедница, една месна заедница, друга, да види што се случува. И сега ние гледаме една, не знам, дали е тоа акциона драма или е комедија, дека се споредуваат авионски снимки, Google, односно не авионски, него сателитски снимки на одредени локации во одредени временски термини и кои покажуваат дека во тоа време немало објект. Значи, ние имаме една временска граница. Тоа е 2011. Значи, тоа е пред 14 години. За овие 14 години се изградени 90% од сите дивоградби, а ги датираат пред 2011. И никој не се дрзнува да го земе као доказ сателитскиот снимак. Дали при овие дивоградби сушност постои дека се во дослух локалната и централната власт? И обратно. Значи, има тука еден, прашањето отвара едни други аспекти. А тоа е уредувањето на градот Скопје, кој што има 10 општини и град Скопје. Тука сега се поставува едно прашање, не прашање, него констатација дека ние сме уникатен град, каде што локалните самоуправи, односно општините во град Скопје, имаат недозволиво големи ингеренции. И не можеме сега ова да го поставуваме, затоа што кај нив во локалната самоуправување ги донесуваат деталните урбанистички планови на совет на општина. Они бараат некое одредено мислење од централната, односно од Министерството за транспорт и врски, само во процесот на донесување на ДУП-от. Ме разбирате? Таков град нема. И големите градови, Париз, Њујорк, немаат, они сигурно дека се организирани во помали просторни единици, но тие просторни единици немаат такви овластувања. Сличен град на Скопје е Белград, само што има општини како Скопје, но тие општини немаат ингеренции како што ги имаат општините во Скопје. Во речиси 4-годишниот мандат на Даниела Арсовска, целиот период беше инертна, не може да се пофали со никаков значителен капитален зафат. Дали овој фронт што сега го отвора е всушност и порака и до извршната власт, всушност пред се ВМРО ДПМН кој ја номинира како нивен кандидат, всушност сега им се враќа како своевиден бумеранг. Добро, тоа од аспекта некаква политичка анализа сигурно е така. Но она што сметам дека сега одговорите кон неа кај беше пред 4 години. Мислам, не можете ви да кажете за еден период од 4 години ова да го направивте во првата година, ќе ви верувавме. Мислам, тоа е една таква небулоза. Ова што го кажува, таа се факти. Значи, не можеме ние да кажеме кај беше пред 4 години, можда се сопирале податоци. Али не е битно, сега се кажуваат. У тој момент кога се кажуваат криминалните работи, тие важат. Не може да ги вадиме зашто не ги кажал, не важи затоа што не се ги кажал во првата година. Добро, меѓутоа јас се сеќавам дека пред 2 години или 3 имаше една сторија на 360 степени баш околу дивоградбите во Чаир. Тогаш градоначалничката на Скопје беше на некој начин рамнодушна во тој дел. И натаму си наплаќаше комунални такси и да не набројам. И сега одеднаш се случува. Добро, сметам дека тоа е прашање за неа. Но, она што ние можеме да го анализираме, добро, тука е односот внатре во општината. Значи, имаме градоначалник, имаме совет. Значи, без советот ништо не може да помине. Значи, советот ги регулира активностите на општината, така да тука, а ние имаме една конфронтација меѓу советот и градоначалничката, меѓу водечките, односно
мнозинството во Советот, кое од не знам какви причини не сака да влезе ни во обновување на автобускиот парк во ЈСП, ниту може нешто да се направи, но тоа е едно прашање. Затоа што, всушност, знаете, градот е една жива материја, која што не може да се случат големи промени во 4 години. Меѓутоа, може ли барем елементарно градот да не биде чист? Во најмала рака. Сигурно, знаете, тоа се дневни активности на градот. Јас зборам за големите проекти. Јас зборам за проекти кои што ќе го анимираат градот, односно ќе го подобрат животот на градот. Секојдневните активности на градот се сигурно не се ни у 4 години, тие се у 24 сата. И затоа, значи, овде нас ни треба една малце и градска дисциплина и на граѓаните. Затоа што граѓаните се оттуѓени од градот. Не го прифаќаат како свој. Вие денеска, ако ние можеме да испрљаме, не може ни њујоршка комунално предпријатие да дојде да ни исчисти. Професор Ралев, може да ве најавам како потенцијален кандидат за градоначалник на Скопје? Па се водат некои разговори, но не зависи од мене. Би прифатиле доколку добиете понуда и од каде би почнале, еве да речеме? Тоа е прво, се разбира, голем предизвик, често е некој да ве покани да го работите тоа. Па можда почетокот би бил да се, нели, тоа би дошла нова управа, да се поврзат луѓето во управата со една цел, да се подобри градот. Затоа што, знаете, градот е, ние имаме, како се вели, она што градот треба да се одржува и треба да се направи план за развој. Тоа се основните параметри кои што на секој град му требаат. Она што предеска го кажавме, одржување, тоа е секојдневно одржување, и проекти, и планови и проекти за иден развој. Во сите сегменти, од инфраструктура, од социјала, култура, затоа што градот не е само физичка структура, таа е и социјална и културна структура. Нас не чекају дали 2028. Град на културата. Што прво не би правеле во Скопје? Па, не би правеле обструкции. Значи, од оваа гледна точка, значи, треба да се престане со обструкции. На крајот уште две прашања. Дали сметате дека треба да се размислува на мораториум на изградба на згради во Скопје, особено, во наредните неколку години, имајќи во предвид дека на секој чекор никнуваат нови згради? Нели сметате дека Скопје е пренатрупано? Што е проблемот на Скопје? Скопје не се шири. Скопје не е голем град, 600-700 илјади, не е тоа голем град. И сега, ова што го велите точно, све е сконцентрирано во некакви веќе постоечки урбани средини. Затоа што на градежниците им е полесно да градат таму кај што има инфраструктура, отколку да носат инфраструктура, да плаќаат за инфраструктура, која што треба општеството. И точно е дека Скопје малце треба да се прошири. Имаме прекрасни локации кај позади Зајчев рид. Потоа имаше идеја да се прокопа некаков тунел подводно, па да се отиде на јужната падина на водно, што може би е некаква утопистичка идеја, можда и не е. Но преизграденоста на Скопје е резултат на овие детални урбанистички планови кои што сега во моментов, односно ние ги гледаме објектите кои што сега се градат по планови кои што се донесени пред 10 години. Значи, ефектот на тие планови кои што си поминале по советите, затоа викам дека советите може би се и најодговорни. Не централната власт, Министерство за транспорт, врски или не знам што. Советите ги донесуваат дуповите. Град Скопје го носи само гупот. И сега, вие, како градежник, најлесно ми е да градам овде кај бензинската пумпа на Партизанска, помеѓу бензинската пумпа и Жан Митрев клиниката, каде што
Ние сите мислевме дека е некаков појас кој што ќе има општествени згради, односно некој појас на здравствени објекти. И сега нигде имаме една кула. Зашто? Прекрасно е, тука имаме цела инфраструктура е тука. Градежникот само става цигли, железо, бетон. Значи нема потреба ни да гради улица, ни да гради водовод, ни да гради топловод, ништо. И ние место да го шириме градот, кој што е и да дадеме во таа инфраструктура, остануваме заробени во тие, пак ќе кажам, стари детални урбанистички планови. Имавме и, не знам, некаков разговор. Знаете, кога дојде оваа гарнитура 2021-2022, разговаравме, нели, модерно Скопје. Не можете вие модерно Скопје кога ги сведочиме тие дупови од 2012 година. Можда мораториум, али тоа све треба да се преиспита. Од друга страна, јас сум архитект, јас сум за градење. Градовите се густи. Но, нас не ни требаат стамбени згради од 25 спрата. Скопје не е Хонг Конг. Дали Мицковски и Николовски треба да им се извинат на скопјани со изборот и номинацијата на Даниела Арсовска за градоначалник на Скопје, дали ние испуштивме 4 години така, во стендбај? Ние испуштивме 4 години, а за извинувањето тоа е до култура. Благодарам за гостувањето во Трилинг. Благодарам и на вас за поканата. Оној страв да не расипам нешто, малку едноставно кажано, би го изгубил. Значи, тоа е најголем проблем што сметам дека е културолошки до некаде. Мора да се откажат инженерите од ставот не знам, не можам, не сум сигурен, мора да научат. Ние имаме еден проблем каде што сакаме површно да видиме. Се можеби културолошки, можеби системски, мора да најдеме начин да седнеме, не да ги следиме само трендовите и цело време брановите, туку да се постави одредена стратегија